Сите јас најавив што ќе биде темата, со оглед на тоа дека и првата ни беше како да ги мотивираме младите да се вратат и да живеат во руралните средини, дали се уште живеат и може да се живее во руралните средини, каков би бил животот на жената во руралните средини. Суза ја пречекавме Билјана Петровска-Митровска. Добро утро до вас, проектна раководителка во Федерацијата на фармери. И насловот, односно темата за која што ќе зборувате со мојата колешка, родовата еднаквост на руралните жени, подобрување на економскиот статус. Суза, ќе дозволиш со оглед на тоа дека имавме темата прва, каква е состојбата во руралните средини, еве, воедно и за жените, меѓутоа и за останатите, со оглед на тоа дека вие сте веќе во ова поле многу запознаени повеќе? Да, ви благодарам за поканата. Навистина е убаво чувството во утринските часови. Може би за земјоделците овие утрински часови веќе се попладневни часови, но убаво е чувството да се биде дел од емисијата и да можат да се споделат соодветни информации како е животот во руралните средини. Јас бидејќи ги гледав вестите и се спомна универзалниот периодичен репорт за човекови права кој што го прават Обединети нации, ние бевме дел од тој настан и едноставно кажавме препораки она што како е животот во руралните средини. Значи, руралните заедници се соочуваат со голем број на предизвици, пред се со многу лоша инфраструктура, нема соодветни патишта, нема соодветни... гледачите, верувајте, ова утро и сите беа за тоа да се изградат патишта. Нема соодветни услуги и достапни информации за руралните заедници. Зборувам за имат ограничен пристап и до здравствени установи, и до образовни установи, и до социјалните услуги, кои што исто така се многу потребни, бидејќи во руралната средина, исто како и во градот, живеат и лица со попречености, живеат и стари изнемоштени лица. Имаме и голем процент на луѓе кои што не се доволно едуцирани, им се потребни помош, информација како понатаму да бидат дел од овај систем. И социјалниот живот, морам да ја укажам, е на многу ниско ниво. Ние во село никој нема да биде гладен, гладни ќе бидеме во градовите ако не постојат луѓето во селата, земјоделците, кои што навистина се соочуваат со голем предизвик на климатските промени, кои што прават навистина големи проблеми во земјоделството и први на удар на тоа влијание се самите земјоделки и земјоделци. И реално ние како општество не треба да ја заборавиме таа вредност, а не треба да заборавиме дека руралните заедници и руралните средини се дел од ова општество и секој има еднакво право и еднаков пристап за еден достоинствен и убав живот. Како вие зборувате и добро е што сте на ваква позиција, да ви кажам, за борбата и за правата, можам слободно да се изразам, за жената во руралната средина. И Сузе, многу се надополнуваме со првата тема и ова што вие го кажавте, само ќе потенцирам дека нашите гледачи, еве колку исто така се заложуваат за тоа и кажаа дека треба патишта, дека треба да се има амбуланти, дека треба да има други услови за да се ги вратиме ако сакаме младите во руралните средини. Повелете. Благодарам, инаку не ти е лоша идејата за Виница, морам да ти кажам. Навистина ли? Да, Виница е едно прекрасно мало градче каде многу помалку стресно се живее, а веројатно и многу повеќе ќе не сакаат и ќе не почитуваат, бидејќи овде во Скопје, ако сите така размислуваат како гледачот дека ние што не сме родени во Скопје, не сме им потребни во Скопје, тоа е навистина поразително да се чуе. Потребни сме им. Гледаш, тука сме утрово јас и ти, што да правиме? Така. Повели, Сузе. Одмори Слободанче, добро утро официјално и за нашата гостинка, проектна раководителка, како што рековме, во Федерацијата на фармери, Билјана Петровска-Митровска. Драго ми е што говориме за луѓето во руралните средини, посебно за жената, руралната жена и меѓународниот ден ние за некој ден на руралната жена, 15 октомври, за кој што вие се подготвувате традиционално да ги соберете, да ги наградите, да ги испочитувате и да ги охрабрувате, така не? Да, буквално е така, Сузе. Меѓународниот ден на руралната жена е 15 октомври, кој што е признат како ден од Обединетите нации, така што ние 17 години го организираме овај ден. И морам да кажам дека не беше и многу едноставен во начинот на организација. Ние започнавме некаде 2007-2008 со одбележувањето. Она што е најголем проблем тогаш беше како да ги потикнеме жените да доаѓат. Тогаш беа 5 жени во Федерација на фармери, денеска се 300 жени, членки на организација на фармери. И преку овај ден сакаме да им дадеме едно обележје, значење на овие невидливи хероини, потпори на руралните средини, кои што имаат
посебно значење и во обезбедувањето на храната, но и на одржувањето на руралните заедници. Ова година 15 октомври го одбележуваме меѓународниот ден на руралната жена. Ние секогаш го одбележуваме во рурални средини, ова година е во Дихово, во Битолскиот регион, каде што ќе присуствуваат над 200 жени, ќе има и присуство и на институции, и на целодневно дружење. Да, целодневно дружење со поздравни говори, со трибина околу економското јакнење на руралните жени, ќе биде презентиран извештај кој што го подготви Државниот завод за ревизија во делот на пристапот на пазарот на труд на руралните жени. Ќе присуствува и председателката на нашата држава Гордана Силјановска-Давкова, што ни е посебно драго како жена, прва жена председател на државата, што ќе има можност да ги види реално проблемите и предизвиците на руралните жени. Присуствуваат и голем број на институции, не би ги набројувала, бидејќи тука најважно е дека ќе дојдат оние за кои што е тој настан и на кои ќе се истакнат сите потреби и препораки во насока на нивно подобрување на економскиот и социјалниот статус и на нивниот живот реално во руралните заедници. Така е. Драго ми е што бројката расте, рековте на почетокот биле само 4-5, во моментов се 300. Од оние жени, кои се главните одлики на македонската рурална жена и кои се најголемите слабости на терен кои што ги забележуваат? Значи, најголемите предизвици со кои што се соочуваат руралните жени е дискриминацијата. Значи, и не е само дискриминација во дел на род, дека се жени, каде што постои дискриминација од традиционалните бариери во нивните семејства, но и дискриминација од страна и на самото општество. Значи, она што го потенцирав, елиминиран пристап до сите услуги кои што ги имаме во државата, представува за нив многу видна пречка за да можат понатаму да економски да јакнат, да работат и да се одржуваат едноставно во руралните заедници. Доволно е да споменам само неколку факти. Само 5% од жените во руралните заедници се собственици на имот, 30% се собственици се носители на земјоделски стопанства, значи они се лидери, само 30%, и од 70% во нашата држава руралните жени влегуваат во категоријата на семејни неплатени работници, кои што покажува каков е нивниот статус. Ние правевме една анализа во цел да определиме каква е нивна, колку часови работат на ден. Пред короната излезе дека работат 11 часови на ден, вклучено и домашните обврски, и работата на поле, или работата во некои текстилни фабрики, бидејќи најголем дел од нив, ако не работат во земјоделство, работат во текстилни фабрики. За време на короната, нивниот број на часови се зголеми на 13. Затоа што и тие услуги кои што ги имаат како училишта и градинки, претежно треба да ги носат во училишта и градинки во градовите, значи тоа беше укинато и тука се зголемија уште повеќе нивните потреби за работа. Значи тоа покажува на една неуморна работна сила која што навистина не е вреднувана и ценета во нашето општество. А да не ги укажувам само предизвиците, значи ние како Национална федерација на фармери морам да истакнам дека покрај тоа што ние акцентот ставен на земјоделството, ние голем акцент во изминатите 7 години ставивме на родовите прашања. Имаме председателка Тоа е темата воедно на годинешната. Многу е важно што ние имаме и председателка на нашето здружение, Васка Мојсовска, каде што едноставно ги истакнавме овие проблеми пред општеството, успеавме и некои мерки да ги излобираме од институциите да влезат во програмите. Има мерка за поддршка на активен женски член на земјоделско стопанство, наменета за жените да развиваат своји бизниси, која што се дава од програмата за рурален развој во земјоделството. 30 години се бориме да укажеме дека регистрираните земјоделки немаат право на породилно отсуство. Минатата година во соработка со Министерството за земјоделство и Министерството за труд успеавме во 2023 да се донеси една програма со која што руралните жени добиваат надоместок за мајчинство во период од 9 месеци. Тоа е како пилот програма, се додека не се направат измени во сите закони за да го остварат правилно правото
на породилно отсуство. Се трудиме со различни едукации, се трудиме да ги обединиме за да јакне нивниот глас. Не е важно ние да зборуваме, да кажам, како дел од тимот на извршна канцеларија на Федерација, туку важно е тие да зборуваат и гласно да се борат за своите права и заеднички интереси. Браво. Што велат бројките? После сите овие ваши заложби, се придвижуваме ли во поглед на родовата еднаквост? Мажи, жени? Ние во нашето општество не се приближуваме, без разлика дали се работи за жени и мажи во рурални или во градски средини, се уште постои голем јас. Рамномерниот развој не ни е застапен реално во државата, се уште живееме, кажано, отворено. На што се должи тоа, Билјана? На нашите стереотипи? Да, сметам дека најголем проблем се нашите традиционални сваќања и действувања кои што ги имаме не само во Македонија, да ви кажам отворено и на Балканот. Балканот можеби до некаде се и добри традициите, но не до толку нагласени како кај нас. Кога зборуваме за руралните средини, тука е уште повеќе изразено кај жените и кај младите. Значи имаме случаеви, ова што го кажав како процент, само 5% се жени, 2% се млади собственици на земјоделско земјиште. Се уште постои тој стереотип дека мажот треба да е лидер во земјоделското стопанство, во семејството и на негово име да е се. И земјата и парите. Реално. И тоа не овозможува развој. Не овозможува. Кога јакне гласот, да речам и активистички во невладиниот сектор, посебно во руралните средини, се повеќе застапени се мажите. Затоа ние се трудиме реално да се слушне гласот и на жените и успеавме кај нас во организацијата да има родова рамноправност каде што заеднички се донесуваат одлуки и методи како ќе лобираме пред институциите. И тоа е многу важен исчекор, ама реално постојат многу стереотипи, да не тргнуваме, значи сите жени сме на некој начин дискриминирани, да не зборуваме за оние жени кои што се само храни родители, да не зборуваме за оние жени кои што се грижат за лица со попречености, колку се дискриминирани во самото општество. Треба менталниот склоп пред се да го смениме и пред се треба и самите институции да се насочат кон поддршка, да не тргнуваме кон семејното насилство реално. Која жена се уште да пријави, во голем број ги гледам и по медиуми како се тие случаеви, која и да пријави, секогаш не се зема сериозно на тој случај. И не се пристапува сериозно. Или за доцнето се реагира, кога навистина после тоа и треба и последиците да некој да ги понесе и одговорностите, а тоа одговорноста никој не ја понесува, за жал. Како нешто лошо ќе се случи. Ајде да се навратиме ние на настанот во вторник во Дихово. Рековме, очекуваме околу 200 жени од руралните средини. На овој настан, на оваа манифестација годишна, вие ќе доделите и признанија. Да. На кого се наменете истите? Значи, самиот настан ни опфатен во 3 сегменти. Првиот имаме поздравни обраќања, вториот дел ни е дискусија, каде што исто така ќе присуствуваат и пратенички, бидејќи треба да се наметне и во Комисијата за еднакви можности на мажите и жените, а и во Собранието, не само да се разговара за определени закони кои што имат некоја и политичка конотација, треба да се разговара и да се носат политики и закони кои што се во интереси на маргинализираните групи. И на крајот го даваме приматот на руралните жени, се доделуваат признанија на успешни жени во земјоделството кои што имаат стварно се многу вредни, храбри и се лидери во своето земјоделско стопанство, а од друга страна даваме и награди и на невладини организации кои што покрај како нас работат и тие на родовата еднаквост во руралните средини и воедно наградуваме и жени од рурални средини кои што се навистина активистки и многу активни во насока на кревање на гласот на руралните жени и нивно обединување. Реално постојат многу жени такви и реално нашата мрежа е направена благодарение на ваквите активни и неуморни активистки од руралните средини во насока на подобрување на статусот на руралните жени. Целта на самиот настан кој што ние го организираме и го правиме е не само да се слушне гласот, да се воспостави и комуникација со институциите во насока на работа, на понатамошна работа, активности кои што ќе
направат промени во животот на руралните заедници со акцент на руралните жени. Мрежување, размена на искуство, социјалниот карактер е многу важен за руралните заедници, поготово за руралните жени. Верувајте дека од тие 200 жени, 60% од нив за прв пат ќе бидат во општина Битола. И ќе ја видат, не само ќе го видат Пелистер, и ќе ја видат Битола. Да. Доволно кажува тој факт. Тоа е едно прекрасно доживување и верувам дека ќе биде одлично дружење. Штета што е во работен ден, па не можеме и ние да ви се приклучиме еве вака дојденките во Скопје. Вие сте добродојдени, да. Кажете ми, Билјана, има ли многу голем процент на жени кои за жал се уште кои не успеале во својот живот да поаѓаат училиште, да посетуваат настава и кои се уште се соочуваат со едни такви потешкоти, а верувам дека има средини во нашава земја во кои се уште има такви жени, иако сме веќе во 2024 година? Реално има многу, и тоа се од повозрастната генерација, значи добро е што нема млади со голема неедуцираност и неписменост, но има жени кои што се над 50 години, и тоа не се многу возрастни жени, кои што едноставно се со многу мала писменост да знаат само да прочитаат и да знаат да собираат, да одземаат, за да можат да се снајдат во системот. Тој некој систем на претходни активности и повторно ќе ги насочам стереотипите, не им дозволувало на жените да се развиват баш од тие возрасти, од 50 и нагоре. Значи, доволно било само жената да заврши некој елементарно основно образование и понатаму она е жена, треба да се грижи за семејството. Местото и е дома. Да, местото и е дома. За жал има уште и во младите генерации таков начин на размислување кај млади брачни парови, дека жената местото и е дома и нема потреба да се развива. Треба да се работи многу на едукација, треба да се работи многу на информираност, бидејќи ние многу е лошо кога ќе се пристапи на тој начин, ќе дадеме поддршки, ќе дадеме финанси, а каде сме во делот како тие жени да управуваат со тие финанси, како да станат вистински предприемачи. Мажот ќе им каже. И повторно тука ќе се направи, да, точно го кажувате тоа така. Повторно ќе се направи зависноста од страна на машката страна во семејството. Иако ние не сме за тоа да жената комплетно управува сама со она кое што вие ќе го дадете на располагање, меѓутоа за жал, како што рековте и вие на почетокот, во нашата средина мажот е тој најчесто на кој што се му припаѓа и земјата, и парите, и можноста да одлучува. Да, за жал. Дефинитивно жената е така. останува најчесто безгласна. Имаме и случаеви каде што ова што го зборувам регистрирани земјоделки не можат ни да се регистрираат, бидејќи не сакаат во семејството барем под закуп да им дадат имот, за да можат да ја поминат таа регистрација. Тие работат подеднакво, но таа бариера не дозволува за нивен развој. Затоа е потребна многу јакнење на јавната свест. И стереотип не се менува за 2 години, за 3. Значи, тоа треба многу работа за ние менталниот склоп, менталното размислување да можеме да го смениме. Реално на овие работи на кои што работиме, морам да истакнам дека се препознаени од Шведска, од шведскиот народ. Ние сите активности кои што ги спроведуваме тој модел, по шведскиот модел? Да, и самата организација е формирана според Шведската федерација на фармери. Реално ја имаме поддршката и од Шведската интернационална агенција СИДА и од Шведската организација за развој ВИЕФЕК, кои што и ни помогнале како да настапуваме, но воедно и не поддржуваат за да можеме да доведеме и економско јакнење. Ова што го зборувам со самата едукација, ние исто така преку ГИС, Германската друштво за меѓународна соработка, спроведовме една многу интересна алатка што се нарекува Профайл Пас, каде што жени на жени едуциравме првен жени кои што пристапија на други жени да ги охрабрат и да ги идентификуваат спрема алатката нивните компетенции, нивните вештини,
потоа преку символични подршки да се започне некој бизнис. И верувајте, од 36 жени кои што беа опфатени како учеснички, можам да кажам дека 15 започнаа бизниси, не само земјоделски и рурални бизниси, што укажува на тој момент. Не е важна само поддршката да се даде и мерка некоја да се креира, како ќе ја спроведиме и како тоа ќе има ефект врз жената лично. Да, јас посакувам вистински Националната федерација на фармери да обедини што е можно повеќе жени кои немале досега можност да ги искажат своите вештини, ама и да го кренат својот глас. Да покажеме дека навистина жената е многу важна и жената многу може повеќе од тоа да биде само дома присутна, да биде само мајка, домакинка и така натаму. И со некои поубави резултати и поголем процент на активни жени вклучени во овој сегмент кој е многу битен во секојдневно живење, да споделуваме во некое следно ваше гостување. Ви благодарам на поканата и само со женска солидарност можеме да направиме напредок и поуспешен живот за сите нас жените. Така, благодарам и јас и многу среќа посакувам, многу убаво да се издружите во вторник на 15 меѓународниот ден на руралната жена кој што ќе се одбележи оваа година во Дихово. Билјана, благодарам. Слободанче, ми се чини дека наред се нашите реклами, така нели? Да, нашите реклами, но ова од се разговорот со внимание го слушав, тоа значи дека постои надеж за враќање на младите во руралните средини. Така, само треба да се започне од некаде. Многу ви благодарам